Во продолжение, особено чест и задоволство ми е што ќе ви ја прикажам и ќе можете и вие повеќе да ја запознаете Беира Салифовска, заедно со нејзиниот асистент Димче Миланов. Инаку, таа е девојката која што го заврши првиот дипломски труд на Брајово писмо, насловен "Предизвиците на лицата со оштетен вид за време на COVID-19". Го полагаше дипломскиот труд на Институтот за специјална едукација и рехабилитација на Филозофскиот факултет при УКИ, а повеќе за предизвиците, за желбите, насоките, но и волјата да се постигне се. И буквално да се докаже дека пречки не постојат, доколку се сака, дека се може, ќе да знаете во продолжение. Беира, добро утро. Димче, добро утро. Добро утро. Ви благодарам што сте денеска заедно со нас. Беира, особена чест и задоволство ми е што ќе можат малку повеќе да те запознаат и гледачите, да видат што значи кога се има волја и желба, дека апсолутно се е возможно. Кажи ми, како дојде до идеја да твојот дипломски труд биде насловен "Предизвиците на лицата со оштетен вид за време на COVID-19" и токму да биде на Филозофскиот факултет? Па на Филозофскиот факултет беше затоа што бев запишана на специјална едукација и рехабилитација. А идејата ми дојде со тоа што работам во Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација и бев меѓу првите кои се соочи со изолации, контакти со прележани лица, затоа што со самото тоа што работиш во болница, нормално е дека си многу повеќе изложен на ризик да се заразиш. Во нашата болница работиме неколку лица со оштетен вид и некако сите се соочивме со тоа непознатото, да видиме, не знаевме што ќе се случува. И со самите тие изолации, фактот дека живеам сама, си реков, чекај да видам што луѓето правеле за време на изолациите, на карантините, како им поминал социјалниот живот тој период. И така ми дојде идејата да видам со какви предизвици се соочувале лицата со оштетен вид за време на самата пандемија. Какви потешкоти имале. Комуницираше веројатно со твоите блиски, пријатели, и со оние кои што и работите заедно. Да. Да, кои се предизвиците со кои што се соочувавте вие, со оглед на тоа дека сите преживеавме еден навистина тежок период? Период на, што велиш, се бевме запознаени со крајно непознато нешто и не знаевме како да се однесуваме при тоа. И особено ако веќе имаме некаква потешкотија здравствена, и тука моравме уште повеќе да се повлечеме и да бидеме внимателни. Така да беше еден предизвикувачки период за вас. Токму така, да. Предизвикот беше голем затоа што и стравот беше голем од непознатото и ние самите како лица со оштетен вид свесни сме дека не многу пати, оние што се со тотално оштетување на видот, мора да го користиме допирот за да осознаеме било каква информација, дали од внатрешната средина, дали од надворешната средина. Исто така се соочивме со предизвикот, имавме проблеми со донесување на самите мерки за превенција и заштита од COVID-19. Сите знаеме дека нас физичкиот контакт со луѓето ни е многу битен, бевме приморани да имаме социјална дистанца со луѓето. Да. И требаше да бевме едноставно оставени да мораш на еден или двајца да се ослониш за да контактираш. И најчесто кај нас во Македонија се користи виден водич. Многу ретко кој оди со бел стап сам. И тука имавме некако проблем. Исто така носењето на заштитните маски беше еден голем предизвик и проблем за лицата со оштетен вид, затоа што ја намалува активноста на самата ориентација и мобилност. Со самото тоа што вие носите маска, го покривате лицето и носот и тука се јавува фрустрација на самиот сетилен орган, затоа што со мирисот вие чувствувате, многу пати си помагате во ориентацијата и мобилноста кога се движите со самиот мирис. Да, тука беше проблем. Исто така, како предизвик или проблеми беа тоа што карантините, изолациите се намали социјалниот живот. Да не се лажем, и онака во нашата држава, за жал, дел од лицата со оштетен вид, да не бидам сватена погрешно, многу малку имаат социјален живот. Апсолутно не е погрешно, тоа е реалноста. Со самата пандемија мислам дека дупло се намали, со самиот страв и од непознатото и можеби некој имал поддршка, можеби некој немал доволно
поддршка од дали од семејство, дали од било кој стручно лице, мислам дека дефинитивно имавме голем проблем. Да, навистина голем предизвик. Кој ти помагаше најмногу? Кој беше до тебе? Димче или беше човекот кој што имаше најголема добрба во него? Да, Димче беше тој што мислам дека благодарение на него јас останав со многу добар социјален живот и останав психолошки во добар дух. Во добар дух, да. Затоа што мислам дека кога ќе го видев него, јас си го гледав целото семејство. Имаше период кога јас со моите не се гледав. Дел од мојата фамилија живеат надвор од Македонија. Верувам дека требаше да внимаваш, твоите се повозрастни. Да. И веројатно и тука внимаваше. Се случуваше, значи, да не одам дома по 5-6 месеци, затоа што моите се повозрастни луѓе и, нели, со самото тоа што работам во здравствена установа, сметав дека не треба да ги изложувам нив на ризик. Така. Дури се случуваше, јас и Димче Бајрам да славиме заедно, затоа што сме од различни вери, за да не се почувствувам осамена. Мислам, многу пати ги карантините ги поминувавме заедно, и 1 мај, и Бајрам, и сите празници, само за да не се почувствувам јас осамена. Во различност е убавината. Така. И во прифаќањето. Да, и сакам се надевам дека во такво општество и младите ќе растат и во едно такво мнение ќе растат и ќе созреваат. Димче, јас кога разговарав со Беира, велам Димче ќе дојде добро, твојот личен асистент, така, помагател. Како ви е називот? Така? Персонален асистент. Велам, добро, што да го прашаме Димче? Вели, прашај го како е да работи со мене. Велам, познавајќи те, сигурно е едно прекрасно искуство да се работи со тебе. Па да, тоа е точно, добра предпоставка сте имале. Прекрасно е да се работи со Бера. Не само што она е прекрасна личност, туку и нашиве карактери многу се одговараат. Јас сум доста авантуристички настран како незе. За тоа ќе зборуваме и подоцна. За вашите желби. Во делот на, конкретно за периодот кога бевме соочени со коронавирусот, во тој период, значи, беше големо леснување што ние, како асистенти, имавме дозвола на движење, така да го искористувавме тие карантини да доживаме да прошетаме негдека, доживаме во тишината на градот. Да, во тишината на градот, леле, тоа е многу ни значеше тоа, мислам дека и сигурен сум дека и на Бера исто така. Искористувавме сите работи кои што ги согледувавме, каде гледавме ситуација да може да се искористи, ние искористувавме, едноставно живеевме во тој период. И незината дипломска беше насочена во таа насока, дека приметивме дека многу од лицата со попреченост се фокусирале, се зближиле со оние кои што се најблиски. Значи, со тие кои што посекако... Со тие што се постојано во контакт. Во контакт, да. Со нивната, значи, комуникација се зголемила на многу повисоко ниво. Тоа беше случај и со нас, така да имавме можност да празнуваме празници заедно, да идеме на викенд заедно, да се изолираме сами и со нашите фамилии, тоа е со мојата фамилија претежно. Така да беше едно прекрасно искуство. А сега кога заврши и стивна пандемијата, можеме некако и позитивните искуства од сето тоа да ги извлечеме. Велиш, уживавме во тишината на градот, можеби тоа беше едно од најубавите нешто што си го видовме градот, си ја почувствувавме и неговата убавина некако во тоа динамично секојдневие во кој што живееме, работиме. Некои нешта не ги забележуваме како предходно, но и да извлечеме поуки од целиот тој период кој што го поминавме. Беше ли тешко да се подготви целиот дипломски труд на Брајово писмо? Кој ти помагаше при тоа во делот на подготвување на материјалите, на информациите? Изработката на самиот дипломски труд, јас не ја изработив лично на Брајово писмо, тоа беше мојот институт ја изработи на Брајово писмо, односно институтот ја испринта на Брајово писмо. И ова е првата дипломски труд изработен на Брајово писмо. Во делот на спремањето на подготовката на самата дипломска, јас ја пишував сама, но секако имав поддршка огромна од мојот ментор, професорката Даниела Димитрова Радојчик, како и од мојот асистент Димче Миланов и дел од колегите што ги запознавав за време на моите студии. Однос, например, ако ми требаше нешто визуелно да се среди самата дипломска, ми помага
дел од моите блиски пријатели. А материјалите секако ги наоѓав сама на интернет и во консултација со мојот ментор. Да, имаше периоди кога едноставно мислам дека сакав да се откажам, дека нема да ја пишам. Тука беше Димче многу пати. Зошто, што се случуваше? Што ти се испречуваше на патот? Не знам, имаше таков некој период кога си викам зошто да ја правам, нема потреба и се што ќе постигнам со тоа. Само кога ќе ми пишеше Димче, до кај си со дипломската, или менторката ќе ми се јавеше до кај си со дипломската, готово. Тој ден знае дека 3-4 страни ќе бидат напишани. Дека тоа е тоа. Дека и сега вика од кога ја напиши, кога толку многу големо внимание предизвика од јавноста, сега која е целта која што се постигна Беира? Па јас мислам дека направивме еден добар дипломски труд заедно со сите што ми помага и работеа со мене, затоа што ова е прв дипломски труд, нели, наменет за лица со оштетен вид за време на пандемија. До сега што докажавме, што покажавме? Има многу интересни податоци и факти, има и исто така многу убави препораки од самите лица со оштетен вид, доколку, да не даде Господ, би се појавило нешто вакво или нешто слично. Со самото тоа што сме извлекле, со самата анализа на целата дипломска, во иднина, од таа цела анализа, мислам дека многу работи може да се извлечат и да се поправат во однос на услугите и потребите на лицата со оштетен вид во самото општество, да. Да, но најважната цел која што ја постигнавме е дека не постои пречка. Не постои. И мислам дека ова треба да биде поука и насока кон сите. Дека пречки не постојат. Едноставно треба да се има волја, желба и кога се сака нешто може да се постигне. Ги поместивме границите. Се чувствуваш ли така? Па мислам дека да, навистина можеби ја одолговлеков некој период, можеби подолго време, ама не жалам поради тоа, затоа што пак излезе на крај еден убав труд. Дека не постојат граници, не постојат. Мислам дека тоа е само до нашиот ум кога ќе кажеме дека не можеш. Не може нешто што не можеме ако го сакаме. Мислам дека со позитивна мисла и доволно ако го посакуваш тоа, дека можеш и да го оствариш. И мене ми било тешко, и мене ми било напорно со самото тоа што работам и живеам сама, понекогаш сум имала материјали, понекогаш сум немала материјали. Се тоа требало да го организирам, да одам на факултет, да се вратам, да се запише семестар, испит, електронска верзија да запишеш, па пишана верзија да запишеш. Тоа се си носи огромна одговорност. Имало периоди кога си сакал да се откажеш, но имало нешто што ме држело и најверојатно сум го посокувала тоа многу и сум сакала да се завршам мојата цел. И на крај добро испадна. Председателот на државата присуствуваше на дипломскиот труд, на бранењето на дипломскиот труд. Чинам дека и тој во изјавата кажа дека ова е една одлична можност да сите кои што се лица со оштетен вид, одлична можност да видат дека е можно да се постигне и вакво нешто доколку се сака. Токму така. Да, малку делот нас од лицата со оштетен вид, можеби 90%, се позатворени. Ја мислам дека треба да бидат многу поотворени, многу похрабри, за да може нешто да се успее. Да, и многу ми беше мило што мојот институт за специјална едукација и рехабилитација организираше и го покани председателот на нашата држава. И уште помило ми беше што прифати и присуствуваше на мојата одбрана. Навистина е огромна чест и задоволство, присуствуваа многу луѓе, многу мои блиски што полна беше, може да биде дека салата беше полна, што пријатели, што семејство. Да, така е, затоа што знаев дека ќе се сретна луѓе што многу години не се сретнале и се познаваат. А и мене ми беше мило и со самото тоа што нели пандемијата не ни дозволуваше многу пати да се сретнуваме со сите луѓе. И некако после тие, да речеме, 3 години се најдовме толкав голем број на луѓе, да се видиме, да си поразговараме и многу ми беше мило што знаев дека тие луѓе се дојдени поради мене. Така да, благодарам на сите. Она што сакам да го вклучам и Димче, познавајќи ја Беира, за незината личност, колку една пријатна личност, прегостопримлива, дружелюбива, навистина карактер, еден толку благороден карактер, но од друга страна, кога ќе ја запознаме малку повеќе, може да кажеме дека е една многу динамична личност
и колку е лесно да се следат незините желби еве попатно. И ќе може да зборуваме и за следните желби. Што е но што велиме не пусти пречка ако нешто се сака, вие тоа го докажувате заедно како тандем, но колку е лесно сега Димчо да се следат незиниве желби? Мислам дека генерално не би било лесно, меѓутоа за мене лично е многу лесно. Генерално сме многу компатибилни, се знаеме така, скоро 10 години и повеќе. Така, веројатно тоа си помага, времето си го направило времето своето. си помага, сме биле пријатели од секогаш. Така да таа некоја блискост сме имале основна што е потребна за која е твојата работа? Што всушност се твои обврски? Веќе вие сте пријатели сега, не се доживуваат како обврски, но еве да речеме кои се обврските на персонален асистент. Значи, генерално за персонален асистент зависат обврските од потребите на лицата на кои што се асистира. Така, добро. Значи, тука има одредена форма која што треба да се испочитува, меѓутоа генерално секој треба да се прилагоди на потребите на корисникот. И ово убаво го кажа, затоа што потребите на корисникот следно се сака да лета со падобран. И за вие убаво, мислам, се ова супер, викам, ајде, кои се следните желби, сака да лета со падобран, да трча на маратон, и што беше другото? Ако ти кажам дека ние имаме список од 40 работи што сакаме да ги направиме. Значи, и список направи? Да, имаме список листа, идеме степ бај степ. Одреден период. Ако одите добро, чим одите чекор по чекор, добро е. Па да, следно ни е маратонот и летањето, тоа е така што не е приоритет. Така да, верувам дека набрзо ќе се случи. Не, верувам дека маратонот ќе ви се случи, ама сакам да ве видам после летањево. Како ќе поминете. Да, и видео да ми пратиш. Обавезно, да. Шегата настрана, но сакам да кажам дека малку се зборува за социјалниот живот, како што каже и Беира, на социјалниот живот на лицата со оштетен вид. Малку се зборува на таа тема. Малку се зборува. Јас како асистент и со долгогодишно искуство работа со лица со попреченост, значи би ја поддржал Беира уставот дека и самите лица треба да бидат многу поотворени, меѓутоа и ние кои што сме така наречени нормални луѓе, треба да бидеме многу поотворени кон лицата со било каква попреченост. Значи не би требало првиот пристап кон лицата не би требало да ни биде насочен ова лице е слепо или ова лице има некаква инвалидност. Значи ние претежно имаме таква бариера да прво пошто гледаме се фокусираме на тоа што не чини. Така да моето искуство покажува на тоа дека треба да бидеме и ние многу поотворени кон лицата со попреченост, да ги прифаќаме и така да и они почувствуваат. Претежно мислам дека ајде да кажам дека е битно за лицата со попреченост се малце позатворени и побитна е каков пристап ќе има другите луѓе према нив. Кога они го чувствуваат тоа многу, гледаат, осеќаат дали некој дури на моменти можеби подобро гледаат од нас. Да. И нешта кои што знаат да ги почувствуваат подобро. Многу имаат други чувства развиено, така да ние како лица кои што немаме попреченост, треба да бидеме многу поотворени кон нив. Тоа е мојот генерален заклучок. Оно што го зборувавме пред да седнеме тука, кога се подготвувавме за интервјуто, е тоа дека оно што го направи, овој подвиг што го направи Беира, буквално, народски е за памет и за лицата кои што немаат никаква попреченост, дека не постои пречка во животот, дека апсолутно се што се сака може да се постигне. И како велите, пречките ние самите си ги правиме. Така, стегите сами ги правиме, да. И лично за мене многу голема поддршка ми е Беира, на мене, не само јас на незе, заради тоа што ми покажува каде јас си поставам граници, каде што она не ги има поставено. Да. Така да, мислам да е многу позитивен пример кој што сите ние треба да се угледуваме на ваквите примери. Многу ми беше драго, особена чест ми направивте денеска што дојдовте, Бира, ти благодарам. Сакав да те запознаат гледачите повеќе.
те познавам јас, знам дека навистина си човек кој што не си поставува граници. И сакам да продолжиш така понатаму, да ви биде отворен патот и да ги реализирате сите тие 40 точки што сте си ги запишале. А ние повторно ќе се видиме, се разбира, и да видиме што од тоа сте изреализирале, што не. Шегата настрана, ама ова со летање во Сападобран, треба да се видиме после тоа. Треба. Ти благодарам на тебе, Јована, за пријатниот разговор. Многу ми е мило што ете така си останавме јас и ти во контакт и што си соработуваме понатаму. Се надам дека ќе се гледаме и за убави работи, што и да има и тука сме. Така се договоривме последен пат кога се видовме, се гледаме за убави работи. Ете така. Ете, така и ќе си остане. Димче, уште еднаш благодарам. Се разбира што дојдовте заедно со Бира денеска. Благодарам на поканата, исто ми беше многу пријатно и верувам дека ќе се видиме повторно. Едно од работите кои што на таа листа е да продолжиме да гостуваме на емисии или било каде каде што може да се промовираме, затоа што тоа е нештото што сме го правеле пред да испратите убави пораки како што испративте денеска. Благодарам. Благодарам.